Само што налетавме на една луда приказна за едно мексиканско село каде што се верува дека Кока-кола е свет пијалок, иако скоро сите селани страдаат од дијабетесот што го предизвикува. Во ова село исто така е полесно да се најде Кока-кола отколку флаширана вода, иако компанијата е одговорна за сушење на сите локални извори на вода. Почекајте, ќе се вратиме во ова село кое е само еден дел од сложувалката. 94% од светската популација го знае брендот Кока-кола. Но што се крие позади ова? Миурчиња и носталгија, големи семејни вечери и романтични прошетки на снегот. Со Кока-кола се е подобро, се е магично. Но што е со лагите во рекламите, измислените приказни и политичката агенда? За климатските промени, природните живеалишта и ресурси, кражбата на вода и загадувањата, злоупотребата на луѓето и животните. Дали некој воопшто се грижи? Да навлеземе подлабоко. Основана во 1886 година, Кока-кола поседува дури 500 брендови и илјадници производи достапни во повеќе од 200 држави. Замислете си, ако секој ден пробувате по еден производ, ќе ви требаат речиси 11 години да ги спробате сите. Лудо, нели? Исто така, оваа компанија има поголем годишен приход отколку 2/3 од земјите во светот. Нели е малку иронично што една од маскотите на Кока-кола, белата мечка на Глечер, сушност е пред изумирање, поради топењето предизвикање од загадувањето со јаглероден диоксид, кое брендот го испушта во огромни количини. Во 2020 година, Кока-кола произведе количини на јаглероден диоксид еднакви на гасовите од повеќе од 3 милиони патнички возила. И ова се само работи кои се гледаат на површината. Веќе 5-та година поред, Кока-кола е прогласена за најголем светски загадувач со пластика. Од целата пластика произведена, само 9% е навистина рециклирана и до 2050 година ќе има повеќе пластика отколку риби во морињата. Кока-кола тврди дека сака да преземе нешто, но дали е навистина така? Наместо да инвестира во набавка на обновливи или рециклирани материјали, компанијата диспропорционално вложува средства за да го промовира еколошкиот имидж. И додека е зафатена со зелено маскирање, 58 фабрики за плаширање во Индија го влошија недостигот на вода за време на сушата на национално ниво. И тоа не е се. Во 2015 година, New York Times откри дека Кока-кола финансирала научни истражувања да прикажа дека прекомерната дебелина е предизвикана од сладките пијалоци. Влијаеле врз функционери од Националната здравствена агенција на САД и целеле да ја убедат Светската здравствена организација да промовира погрешен наратив. Дури децата не биле поштедени во напорите на Кока-кола да ја заведе јавноста, бидејќи финансирале студија која лажно ја поврзува дебелината кај децата со недостиг на физичка активност. Сега замислете да живеете во услови каде членството во синдикат значи да трпите закани, да бидете протерани, па дури и убиени од компаниски насилници. Активисти за заштита на работнички и човекови права тврдат дека токму такви се условите за вработените на Кока-кола во глобалниот југ. Случајот Килер Кола откри дека компанијата на колумбиските работници не им обезбедила безбедни услови за работа. Повеќето синдикалци од јужноамериканската земја биле малтретирани, многумина биле киднапирани, а некои дури убиени. Во 1999 година Кока-кола пред светот ја покажа и расистичката страна. Вработените афроамериканци поднесоа групна тужба против Кока-кола во САД за расна дискриминација, која резултирала со намалени плати, помалку напредувања и лоши оценки на перформансите помеѓу црноморестите вработени. Следната година Кока-кола се согласи на најголемата спогодба во судски случај на корпоративна расна дискриминација. Сега да се вратиме таму каде што почнавме, Мексико, каде е и најголемата фан база на Кока-кола. Но зошто и како? Кока-кола стана популарна во земјата во 70-тите години, кога Висенте Фокс беше председател на Кока-кола Мексико. Во 2000-та година стана председател на државата. Но тоа што е уште почудно е мексиканското село Сан Кристобал, каде е полесно да се најде Кока-кола отколку флаширана вода, и тоа за иста цена. Тука селаните веруваат дека Кока-кола има исцелителни моки. Шаманите ја користат во верските ритуали и се верува дека има лековити својства. Иако многу од жителите страдаат од дијабетес, втората најчеста причина за смртни случаи во Чиапас, каде годишно од заболувањето умираат 3000 луѓе. Покрај тоа што водата за пиење се поретка, до тој степен што некои населби имаат вода само неколку пати неделно, а многу домаќинства се принудени дополнително да набавуваат вода со цистерни. И погодете кој е виновен? Огромната Кока-кола фабрика на периферијата на градот. Конечно, не може да завршиме без да споменеме дека Кока-кола има 57 годишна историја на поддршка на апартхеидот на Израел. Компанијата не само што отвори фабрика во нелегалните населби во окупираниот Западен брег, туку исто така донира залихи за израелската армија. Дали Кока-кола е вистинска магија или е всушност вистинско зло?
Одлучете вие.